Зад нас е лозијата на АД Гоце Делчев Кавадарци. Конкретно организациона единица или ООЗ Љубаш, ако се сеќаваат они постарите кавадарчани. Зад нас имаме лозија на кој се пакува трпезно или десертно грозје, како кавадарчани милува да кажат, кардинал. Има некои други сорти кои во оваа организација, во оваа компанија, во оваа акционерско друштво се негуваат и со години поред не се ископачуваат. Ова последното зборче е многу важно, бидејќи во Тиквишијата голем број на лозари се откажаат своите лозија заради нерентабилноста, заради ниските цени. Во АД Гоце Делчев Тиквиш, напротив, важи обратната формула. Овде се инвестира и земјата која е гола се прави лозје. Големи количини на лозови плантажи АД Гоце Делчев изминативе неколку години, би рекол 2 децении, подигнува под вински сорти на грозје, главно на сортите Вранец, меѓутоа и другите популарни сорти во светот на винската индустрија, но и покрај таквата состојба сепак не цветаат рози. Вие сте агроном овде? Да. Како се викате? Ирена. Ирена, каков род имаме годинава? Па добро. Сега се уште сме на почеток, нели се бере кардинал, добро. Кардиналот Иако е многу жешко, да, се трудиме да биде, да Колку се може извади ова максимум. жешко да му наштети на ова десертно или трпезно грозје? Па може, да, може. Го стопира развојот на лозата, го запира зреењето на лозата. И мора да се набере што е поскоро Да, можно. да. Иначе калибрацијата видам дека не е лоша така. Па не е лошо, да. Сега е супер, сега од Сабајле сме долу. Кои луѓе ќе го јадат? А кои граѓани? Која држава? Србија? Србија. Имате Да. традиционални Србија, пазари овде. Србија, да. Ако судиме според она што го гледаме сега, дали можеме да оцениме дека годината ќе биде родна? Годината е родна, али приносите мислам дека ќе бидат намалени. Не мислам, него сигурно ќе бидат приносите намалени ради, да не речем, не времето од овие жештини што се по 40 и над 40 степени. Делови од Тиквишијата мислам дека и че немат грози. Ова е оценка на еден агроном, на Блаже Калуџеров. Тој е раководител на работната единица Љубаш во склоп на АД Гоце Делчев Тиквиш, предпријатие кое е единствено организирано и на многу квалитетен, софистициран европски начин одледува лозија. Сега сме во лозови плантажи под Картошија и Вранец. Картошија, лозови насади од сорт картошија. Ова се новите лозови насади кај што се подигат. Сите лозови насади нови што ги подигаме на овој принцип. Лимени колци, полесно за работа, за одржување, за машинска берба. Системот капка е по капка е. Систем сето е наредено со систем капка по капка. И прихраната е во рамките на водата што е добива, ли? Да. И прихраната оде со самата вода преку самиот систем. Вашето акционерско друштво вложи многу пари за да се добие ваков вид на производство и на грозје. Треба ли во лозарството постојано да се вложува и зошто? Лозарство нормално. Лозарството е исто, да не речем наука, да не речем него е наука ки што трпи секој ден промени. Нормално. Нови има, особено у оној дел ки што треба машински дел, да не речем лозарството, трпи секој ден промени и ние као фирма се трудиме да ги следиме тие сите новини. Значи, имаме машина од оваа година, машина за дефолијација или нашки кажано машина за лачење лист. Имаме, како што спомнавме претходно, машина за берба на грозје, имаме машини 5-6 машини на ниво на Гоце Делчев имаме за подкршување на лозја или зелена резидба. Имаме машина за кроење. Така да се трудиме колку можеме, Имаме машина за копање. Колку може една лоза да даде килограми вранец? Вранец, па тука овој вранец е негден по наши проценки околу 5 кил. 5 кило од лоза. Според твојата агрономска проценка, колку би требало еден килограм вранец да се продава воопшто, да се купува, да се откупува? Според тебе?
Па Која е таа според пазарна мене, вредност? според мене која е таа пазарна вредност? Јас мислам дека не би требало да е под 15 денари. Јасно.